Срцето е мално моќен орган и центар на животот. Да се грижиме за него, порачаа кардиолозите на Светскиот ден на срцето. Лекарите алармираат дека во пораст се срцевите заболувања кај популацијата под 40 години. Според нив превенцијата е еден од главните приоритети и потребно е навремено дијагностицирање. И пациентите кои се соочиле со срцеви заболувања велат дека борбата со болеста е тешка, но благодарение на нивните успешни третмани на клиниката за кардиологија им го продолжиле животот без ограничувања. На 38 години добив дијагноза дека сум така родена со БПВ синдром. За мене има решение за мојата ситуација и за мојот проблем, каде што кај тимот електрофизиолози, кај доктор Јана, ми беше направена интервенцијата оваа година во април, каде што е со успешен исход, можете самите да видите и едноставно сега си го живеам животот. Јас сум премногу среќен, имав проблеми со срцето, значи тахикардија големи, не ме водеа доста време. И на крај сум жив пред вас. Доктор Јорго Костов посочи дека раното доаѓање на лекар е многу важно за здравјето на срцето, бидејќи чекањето може да биде фатално. И ние треба да се грижиме за здравјето на срцето во иста насока, без одмор и без пауза. А тоа не бара многу. Бара 150 минути умерена физичка активност во текот на една недела. Бара сите ние да се грижиме за нашата исхрана, за исхраната на пациентите. Регулирање на вредностите на крвниот притисок, регулирање на вредностите на шеќерот и на маснотиите во крвта. Директорот на клиниката за кардиологија доктор Беким Поцеста посочи дека срцето како мално моќен орган е центар на животот. Неуморно работи без одмор и пауза. Еден од исто така најголемите фактори е факторот стрес. Тоа е причината што многу млади луѓе значи се јавуваат со проблематика и симптоми во многу порана возраст од тоа што го имавме како ситуација во претходните години. Секако дека тука е фамилијарната оптоварност, исто така, значи секој пациент е индивидуа сам за себе. Статистиката покажува дека лани во Македонија секој ден умирале 25 лица поради кардиоваскуларни заболувања, кои се прва причина за смртност на глобално ниво.